Во постојаната музејска поставка на Завод и музеј Струмица се чува редок и вреден спортски артефакт. Фудбалска топка од моделот Тиенто, произведена во Аргентина во 1930-та, со каков тип се играло и на првото светско првенство во фудбал. Станува збор за кожна фудбалска топка со рачно шиени делови и препознатлив отвор затворен со кожна вравка. Карактеристика на тогашните модели. Токму моделот Тиенто останал запишан во историјата како топка со која било одиграно првото полувреме од финалниот надпревар на првото светско првенство во фудбал, одржано во 1930 година во Монтевидео, Уругвај, помеѓу репрезентациите на Аргентина и Уругвај. Светската фудбалска федерација своевремено немала критериуми утврдено со каков модел на фудбалска топка ќе се игра на првенствата, па затоа се договориле за во финалето да се играат со два модели. Тоа е моделот Тиендо, произведен во Аргентина, кој што ние во моментов го чуваме во Завод и музеј Струмица, и моделот Т, произведено во Уругвај. Разликата помеѓу тие два модела е тоа што моделот Тиендо бил помала топка и полесна за разлика од моделот произведен во Уругвај. Првото полувреме на светското првенство финалето завршил со 2:1 за Аргентина, а второто полувреме завршува со крајниот резултат поточно 4:2 за Уругвај. И така Уругвај станува првиот светски шампион. Топката денеска е дел од музејската поставка во Струмица. Му припаѓала на струмичкото семејство Стефкови. Според достапните податоци, таа била донесена во Струмица во почетокот на 1930-тите години, а во музејската збирка е внесен како подарок од Ванчо Стефанов пред 8 години. Значи, оваа топка е во Струмица донесена од фамилија Стефкови, поточно Ѓорги Стефков, кој што во 1930 година бил офицер во градот Сараево, тогашно кралство Југославија. И кралство Југославија учествувала на тоа светско првенство и Ѓорги кога престојувал во Сараево, таму ја купува топката и со неговото доаѓање во Струмица ја го донесува и тој модел. Во 2019 ова топка доаѓа како подарок во Завод и музеј Струмица и нашите стручни тимови истражуваат малку повеќе за тој модел и заклучивме дека се работи за моделот Тиендо, изработен во Аргентина, и со тој модел на топка се играло финалето на светското првенство. Исто така истражувавме малку и повеќе околу таа тема и дојдовме до сознание дека досега таквиот модел на фудбалска топка има само во музеј на фудбалот во Лондон и овде во Струмица. Може би има и на друго место, но досега истражувањата покажуваат дека овој модел на топка е изложен само во Лондон и во Струмица. Речи си еден век подосна, споредбата помеѓу овој историски модел и современите топки што се користат на светските првенства, најдобро ја покажува еволуцијата на фудбалот. Од тешка кожена топка со врвки и гумена внатрешност до високотехнолошки модели изработени од современи материјали.